Има закони во физиката, има закони во општеството. Живееме според закони и не можеме да ги одбегнеме. Има закон за гравитација и тој закон за гравитација не држи да бидеме на земјата. Има духовни закони кои треба да не држат во реалноста, исто така на земјата. Човек се обидува некако да ги анулира, се обидува да го изигра системот на законите, некогаш дори успева, некогаш не успева. Но си има за се закон, си има причина и последица. И од тоа човек што ќе прави, ќе зависи неговото живење. Човек ако јаде нездрава храна, полна со масноти, и ако не се движи, нормално дека не може да има здраво и витко тело. Ке се дебелее и ке се разболува. Така велат лекарите. Се обидуваат луѓето и да тоа да најдат решение. Пред неколку недели гледав на телевизија една жена од Америка. Таму има столови електрични кои те движат дури дома во супермаркетите, и за да не се движи жената, си взела таков стол дома и не се движеше воопшто. Од кујна до дневна со тој стол и јада по цел ден. Кога оди во супермаркет, влегол во колата, од колата на тоа столче, од тоа столче во супермаркетот, пак во колата, и беше станала над 300 килограми. И отидоа на лекар, на липосукција, за 2-3 часа и отстранија 70 килограми од телото. Стомакот и беше до колената. И го скратија. Значи може без вежбање за неколку часа да го изиграш тој закон на јадење и ослободување од килограмите. Човекот се обидува постојано да го прави тоа. Некако да стигне до резултати без да се потруди. И тоа е копнеш на човекот. Копнеш на човекот е да го скокне тој систем кој бара за резултат труд. Нормално е за да стигнеш до некој резултат да вложиш труд. На тоа се темели резултатот, на труд. За да постигнеш спортски успех, треба да тренираш. За да бидеш добар во пијано, треба да вежбаш по неколку сати на ден. Но не доаѓа така. Ако сакаш да успееш во животот, треба да се трудиш. Тоа се закони, основни закони. Човекот сака да стигне до благодетите без оној првиот дел. Да стигне до резултатите без она првото. Да има витко тело, а при тоа да седи, да јаде и да ужива. И такви се денес многу од рекламите за убаво мускулесто тело. Ги дават луѓе како седат на фотелите, гледат телевизија, јадат нешто од чиниите, чипсови, смоки и стават некаков каиш и се слаби. Луѓето сакаат да станат богати без да вложат усилби. И затоа се популарни наградните игри, квизовите. Одговараш 5-6 прашања за ретардирани луѓе. Такви се прашањата, првите 5 на милионер, и добиваш 5000 денари. Си го скокнал оној принцип на заработување со труд на тие пари. Пари без мака. Има таква наградна игра. Фискална барака, пари без мака. Тоа е контрадикторно. Нема пари без мака. Парите доаѓаат со мака. Треба да учиш, да работиш до касно. Треба многу тоа што го изработуваш, што го заработуваш, пак да го вратиш. Само така можеш да го умножуваш капиталот. Тоа е економски принцип. Но луѓето сакаат сето тоа да го скокнат и да добијат пари без мака. И успеваат. Некои успеваат да го изиграат тој систем на закони и да стигнат до резултатите без она дејство на законите. Се разбира, законите се закони, но од секој закон има одстап, исклучок. Секој правило има исклучоци. Луѓето ги бараат тие исклучоци, сакаат преку тие исклучоци да стигнат до резултатите. Тој копнеш на луѓето да добијат без труд. Сега, ако има начин да се анулира дејството на законите за
вложување и добивање, причина и последица во областта на исхраната, во областта на економијата, на заработката и така натаму, има еден железен закон. Во духовната област, во небесниот правосуден систем, тој закон не може да се скокне. Законот за сеење и жнеење. Законот кој самиот врховен законодавец ни го дава. Едноставно не може да се изигра тој закон. Не може да се анулира дејството на тој закон. Луѓето се обидуваат, неразумните луѓе се обидуваат и тој закон да го изиграт, а мудрите луѓе се обидуваат да го разберат духовниот закон, да го живеат и да го собират благословот. И тоа е разликата меѓу мудрите и неразумните. Јас сакам ова вечер, на почетокот на оваа година, да говориме за овој закон, законот за сеење и жнеење, духовниот закон за сеење и жнеење, закон кој го определува нашиот живот, го регулира животот. И според тој закон, ние ќе пожнееме во наредните години она што ова година ќе го посееме. Од тоа што ќе посееме, што сме посееле денес, што ќе посееме вечерва, овој момент утре, од тоа зависи што ќе жнееме понатаму. Текстот е во 4 глава на 6 глава на посланието до Галатјаните, веќе го прочитавме, 7 до 9 стих, и ќе почнеме со она прва поента на апостол Павле. Вели, Бог не е за подигрување. Не лажете се, Бог не е за подигрување. А во тој текст што го прочитаме, Бог не може да биде измамен и така нешто. Не може да биде изигран. И двата преводи се точни. Поентата е дека Бог не може да биде изманипулиран. Кој го ферма Бог? Јас ќе се живеам како што сакам живот и ќе се успевам. Не можеме да постигнеме ништо на таков начин. Зошто тој закон за сеење и жнеење е толку стабилен и едноставно не можеме да поминеме преку него? Зашто не можеме Бог да го изиграме. Не можеме да се подигруваме со Бог. Ние си мислиме дека како што можеме да ги изиграме човечките закони, па дури и физичките закони. Законот за гравитација може да биде победен, авионите го победуваат тој закон. Ние си мислиме дека и духовните закони можеме да ги анулираме во животот. Мислиме дека ако успееме да ги прикриеме трагите од престапот на духовните закони, од моралните престапи, ако успееме доволно долго време да останеме без да не фатат другите, дека сме го изиграле законот, дури духовниот закон. И дека успеваме во тој поглед и можеме да правиме што сакаме. Доволно сме способни да ги прикриеме трагите од престапот. Која е големата заблуда? Овие закони, духовните закони, сеење и жнеење, работат во нас и престапите во тој поглед имаат последици во нашиот живот, оставаат последици, прават корозија на душата на човекот. Може тоа да не го видиме во моментот, може да живееме долго време во престап, но душата еродира со текот на времето. И на долг период се случува буквално морална деструкција кај човекот. Има многу луѓе кои ќе ги погледнеме на долг период, гледаме колку многу се промениле. Тоа поради нивната заблуда дека успеват да ги изиграат духовните закони. Не осознаваат колку со текот на времето еродирале во морален поглед. И таа морална ерозија натре во душата неминовно води до ерозија и во односите меѓу луѓето. Неминовно. И неминовно води до ерозија меѓу односите со Бог, односот со Бог. Со текот на времето моралната ерозија ги нарушува односите со луѓето. Не го гледаме тоа наеднаш, но кршењето на тие морални закони води до тоа. Ако сееме семе на зло во себе, ќе го пожнееме и во
односите со луѓето во заедницата. Дали е дома, дали на работа, на секаде. И затоа вели овдека апостол Павле, не лажете се. Што сеете, тоа ќе пожнете. Бог не можеме да го изиграме. Тие духовни закони не можеме да ги заобиколиме. Не можеме да се ги прилагодиме како нам ни одговара. Тие се многу стабилни закони. Кршењето на законите не уништува нас и луѓето околу нас. Бог не е за подигрување. Ние знаеме да кажеме за луѓето, успеав да изиграм власт, полиција, да го излажам, да поминам сега со некој престап без да ме фатат. Со духовните закони не може така. Тие неминовно после известен период ќе дојде последицата. Може би не во моментот, но тоа си тлее, си работи и жетвата си доаѓа тогаш кога треба да дојде. Видејќи се толку стабилни, треба да се замислуваме повеќе. Мислиме ли што сееме? Ево да се вратиме на денешниот ден. Што посеавме денес? Тоа ќе донесе жетва во нас, во односите меѓу нас, нашиот живот. Што ќе посееме утре? Што ќе сееме цела оваа година? Многу е важно да мислиме на тоа, зашто ако можеме да одбегнеме општествен закон, правен закон, овие не можеме. Последиците од овие закони што се запишени во Библијата не можеме да ги одбегнеме. Тие ќе си дојдат. Затоа многу важно е да внимаваме прво на себе, секој да се внимава за себе. Знаете ли кој е најдобриот расадник на добро семе? Кај е најдоброто семе? Во Библијата. Ако не го сееме во нашите души, тоа семе, во нашиот ум, секојдневно, нема да можеме да го сееме околу нас. Многу важно е да ја читаме, затоа е важно да ја читаме Библијата, зашто Библијата сее во нашите срца добро семе. Без Библијата ние не сме во состојба да имаме добра жетва, плодна жетва, плоден живот. Молитвата е најдобриот стимулатор, најдобрата клима за сеење, најплодната почва. Молитвата е она што го обработува нашето срце и срцето на луѓето. Ако нема молитва, ние нема сме мотивирани во нашиот живот да сееме такви семиња на кои носаат љубов, мир, охрабрување, одобрување. Тоа се семињата што Словото ги сее во нас, а преку молитвата се мотивирани да го живееме тоа семе и да го садиме во животот на луѓето. А најдобриот земјоделец на нашиот живот е самиот Бог. Ние имаме потреба од земјоделец на нашиот живот. Бог е агрономот, врховниот, кој може да направи еден успешен живот, кој може и пустинята да ја претвори во оаза. Но ако му се предадеме, ако живееме со него, ако го поминуваме она неопходно време на општене со Бог, тоа е многу важно секојдневно да го имаме во предвид. Што сееме во животот на луѓето околу нас? Знаете ли, многу од жетвата, она лоша жетва, оние трне што ги береме, се поради односите што ги имаме кон луѓето околу нас. Што сееме во животот на најблискиот, брачниот партнер, така да кажем. Неодобрување, навреди, злоба, гнев, или пак љубов, мир, разбирање. Многу зависи. Нашите зборови не исчезнуваат во воздухот. Тие одекнуваат во животите, во нашите, во животите на луѓе, одекнуваат во целата вечност. Остануваат длабоко вкопани. Гледавме пред некој ден филм за една девојка Луси. Фантастика. Што би се случило ако човек успее од тие 7% користење на мозокот да зголи на 20, 40 и така натаму. Ако човек успее 20%, има теорија, ако успее 20% од својот мозок да го користи, тој ќе ги активира, т.е. ќе може сите нешта, целата меморија во подсвеста во секој момент да си ја припомнува. Тоест, ќе памти кога било доено, ќе го памти вкусот од млекото, ќе го памти секој бакнеш на лицето, ќе го чувствува.
Зошто се е внатре во мозокот, во подсвест. Секој збор што сме го кажеле и што сме го чуле, си стои внатре. Како ехо во нашата глава. И си работи. Зато треба да внимаваме што говориме. Треба да внимаваме што правиме. Треба да внимаваме како се однесуваме. Не е без значење сето тоа. Не сакам да кажам дека зборовите имат магичко дејство. Но зборот може многу да охрабри, а може многу да растори. Може да изгради, може да руши. Тоа е вистината. За да внимаваме на тие работи. Што сееме во животот на децата? Од тоа што сееме во нивниот живот, каков пример наш сееме во нивниот живот, ќе зависи што ќе пожнееме, каков живот ќе имаат нашите деца, каков живот ќе живееме ние со нив. Многу се важни. Овој закон е важен закон. Од него зависи целиот наш живот. Сењето и жнењето е надвор од контролата, од нашата контрола. И тоа вели апостол Павле. Што ќе посее, тоа ќе пожне. Ако сее во телото, ќе пожне смрт. Ако сее во духот, ќе пожне живот. Ние како што немаме контрола во земјоделската дејност, еден земјоделец кога ќе посее пченка, тој не може да очекува јагоди. Нема контрола во тој процес. Не може да го смени процесот, да го сврти. Така ние немаме контрола и во тоа. Ако сееме љубов, ќе пожнееме љубов. Ако сееме омрза, ќе пожнееме омрза. Немаме контрола. Од тоа што е посеяно, треба да очекуваме каква жетва ќе имаме. И прето ние не можеме да действуваме никако на анулирањето некако на таа жетва. Ако сме посеяле нешто, не можеме да го прекинеме тоа. Ке си го пожнееме. Не можеме жетвата да ја анулираме од животот. Ако сме посеяле нешто, ке си го пожнееме. Исто така, не можеме пак да очекуваме жетва ако не сме посеяле. Треба да посееме за да пожнееме. Единственото нешто во кое имаме ние контрола, и тоа не е важното нешто, ние имаме контрола на семето, што го сееме. Од нас зависи какво семе ќе посееме. И знаете ли што? Ние сееме во секој решение што ќе го донесеме, ние сееме секојаш кога имаме некаков избор. Ние сееме буквално секој миг. Во секој збор што ќе го кажеме, во секоја постапка, сееме постојано. И ние решаваме какво семе ќе посееме. Ако немаме контрола врз самиот процес, има најважната контрола. Ние можеме да решиме, ние решаваме што ќе посееме во моментот кога сееме. И затоа треба да внимаваме постојано. И пак ќе предупредам. Ние решаваме што ќе посееме во оваа година. Ние решаваме што ќе посееме вечерва, ние решаваме што ќе посееме утре. Ние решаваме што ќе сееме дома, надвор, на работа, од црква, браки и сестри. Ние решаваме што ќе сееме. А од тоа што сме решиле, треба понатаму да очекуваме и што ќе добиеме. Ние решаваме дали ќе имаме радост или тага, дали ќе имаме жито или ќе имаме какол, дали ќе имаме оаза или ќе имаме пустина во животот. Немаме влијание исто така врз времето на жнењето. Апостол Павле вели, никој да не се разочарува, да не му стане здодевно, зашто во свое време ќе пожнееме ако не се измориме, или во соодветното време, пишува, во правилното време ќе пожнееме. Може би сме имали ситуации кога сме сееле добро. Сееме добро. Сееме добро во односите со луѓето, љубов, мир, добри работи. Меѓутоа, некако во нашиот живот доаѓаат конфликти, па навреди, отфрлање и така натаму. Добрата жетва ќе дојде во на време што Бог го има, во соодветното време, правилното време. Затоа вели, не се изморувајте, да не ви стане здодевно. Не се разочарувајте. Сејте, ова е железен закон. Ке дојде време за вистинската жетва. Имало случаеви кога жетвата доаѓала кај некои луѓе после нив. Сееле и цело време никако да видат резултат.
постанив, доаѓала богатата жетва. Многу мисионери во Индија, во Африка, сееле мир, го сееле Божјото царство. И после нивната смрт започнувале пробудувањето. Има семејства кои што родителите граделе во животот на децата. Се трудале, ги воспитувале и никако да видат плодови. После нивната смрт, нивните деца станувале многу поинако оно што биле порано. Жетвата си доаѓа. Тие луѓе пак и тие жнеат жетвата во Божјото царство. Кога застануваат пред Господарот на жетвата, го слушат она: добро сторено, верен и добар слуго. Добро си завршил. И тогаш ќе жнеат она најважната жетва во Божјото царство. Ке дојде моментот кога ќе пожнееме. Некој пат се чека денови, некогаш се чекат месеци, некогаш години, некогаш децении. Жетвата сигурно ќе дојде. И не секогаш жетвата доаѓа во формата која ние очекуваме. Некогаш, можеби, јагодите што ги очекуваме се јавуваат во форма на компири. Нас не изгледаат како компири. Зошто не секогаш жетвата доаѓа во форма на добри околности, така да кажем, добар материјален живот. Обично ние кога говориме за добра жетва, мислиме неков просперитет, материјален просперитет. Многу пати жетвата доаѓа во подобар карактер. И тоа не е важното. Па и тоа е Божјата цел на крајот на краиштата. На крајот на краиштата Божјата цел е кога доаѓаат новите поплави или суши, ние со тој изграден карактер да посееме уште подобро семе и да пожнееме потоа уште поголема жетва. Многу пати сме сееле, Бог го изградил нашиот карактер и ние сме биле спремни во тешките околности да посееме уште подобро семе и да пожнееме пак уште посовршен, уште поизграден карактер. Така да, многу пати ние не разбираме формата под која што Господ ни дава добрата жетва. Во секој случај жетвата е добра жетва. Самиот Бог е Господарот на жетвата и тој решава што ќе ни даде. А тој го дава секогаш најдоброто. Тој прави да се случи жетвата. Сеќавате Павле што пишуваше на Коринтијаните. Јас сум оној што сеам, или јас посеав, Аполос полеа, но на крајот да изникне, да се дојде до жетвата, прави Бог. Зашто нити е Павле нешто, Павле вели така, ниту јас сум нешто, ниту Аполос е нешто, туку само Бог е нешто, туку тоа оној кој прави да се случи жетвата, да израсне, да изникне. Затоа да поставуваме надежта и увереноста во Бог. Само тој може да даде добра жетва. Еден сее, друг полева, а Бог прави на своето време, по неговата форма, тоа да изникне. Сега, прашањето, а што со лошите семиња што веќе сме ги посеяле во минатото? Оние што беа во вторник, во МКЦ, нешто Коста Милко спомна за тоа, што за оние години што како чувствуваме дека не били изедени како од скакулците. Може ли да се врати тоа? Може да се анулираат последиците? Ке бидам искрен, ние до ден денешен се уште ги носиме последиците од Адам и Ева. Земните последици. Не се анулирани. Не знам што ли ќе беше човекот денес, каков ќе беше човекот денес, ако Адам и Ева не сгрешија. Дури не може да се представиме. Јас верувам дека ќе беа многу повеќе од она што беа Адам и Ева во тоа време. Ќе имаше усовршување. А мотогаш науму, поради тој греф, и покрај црквата, и покрај животот со Бог, и покрај верата, и покрај се, и покрај жртвата на Исус Христос. Не само што немаме усовршување, имаме назадување. Земните последици си устануваат, и тоа е вистината. Тоа се последици од она што сме го посеале. Јас се уште
чувствувам последици од лоши семиња што сум ги посеал јас или некои други ги посеале во мојот живот. Сепак ние живееме на една заедничка нива и заеднички ги чувствуваме последиците. На телото имам последици што се уште ги носам од некои лоши семиња. Во односи со некои луѓе имам се уште последици. Не можеме, си остануваат тие последици. Но има едно големо охрабрување. Законот за сеење и жнеење е врховен закон. Меѓутоа има еден друг закон кој е над него. Не знам во правото како се вика, посупериорен закон е. И тоа е всушност оној закон од кој се зависи. А тоа е законот на љубовта, по царскиот закон. Законот на љубовта, на простувањето и на благодатта. Божиот закон. Што значи тоа? Тоа значи дека во Исус Христос ние немаме последици од лошите семиња. Последиците што ги живееме не се последици, не се резултат на Божиот гнев врз нас. Не се Божја казна. И тоа е охрабрувачкото. Ако Бог не казнува за лошите постапки, тешко нас. Немаме повеќе казна. Немаме повеќе гнев врз нас. Нема повеќе вина. Христос избриша се. Избриша вината. Тој ги зеда на себе сите вечни последици од лошиот живот и на крстот се анулира. Неговиот закон за љубовта и за простувањето. И тој во љубовта знае, може, самотниот Бог, сите тие последици од лошите семиња да ги сврти на добро. И ги врти на добро. Тоа е, остануваат последиците. Но во Божјата мислост, во животот со Бог, тие стануваат наши сојузници. И го градат нашиот живот. Знаат како, Бог знае како тие трни да ги претвори во скапоцени камења во нашиот живот. Во животот заедно со Бог. И тоа е охрабрувачкото. Во Бог, со Бог, во животот со Бог владее многу повозвишен закон. Законот за љубовта, простувањето, благодатта и милоста. Ние не сме веќе под Божјата милост, туку под Божјата обстат, туку под Божјата милост. И така, останува она на крајот важно прашање, сепак многу важно прашање. Независно од се, од тоа што ќе посееме, ќе зависи што ќе жнееме. Што ќе посееме во годината што е пред нас? Знаете ли, имаме многу можности. Безброј можности ќе имаме. Во што ќе ги искористиме? Ни стои на располагање време. 362-3 дена, колку останаа. Многу време е тоа. Имаме сили. Бог ќе ни дава сила целата оваа година. Како ќе употребиме таа сила? Како ќе го употребиме времето? Како ќе употребиме силата? Бог ќе ни дава ресурси, ќе ни дава средства. Како ќе ги употребиме? Од тие нешта ќе зависи што ќе жнееме во 2016 година, 2017. Како ќе го употребиме времето, силата, ресурсите? Како ќе постапуваме, кон какви закони ќе се придржуваме? Од тоа ќе зависи и нашата иднина. Поминала 2014 година. Можеме со тага да се подсетуваме на загубените можности, да анализираме и да велиме, требаше поинако да направам некои работи. Може би пак некој со радост се подсетува за правилната инвестиција што е правил, за правилното семе што го сеел. Останало тоа. Пред нас имаме година, нови можности. Бог ќе ни дава во изобилство. Ако живееме со Него, ако останеме на Словото, на молитвата, ќе имаме и мудроста како да сееме. Но основното е нашата одговорност. Во наши раце е семето. Ние решаваме што ќе посееме. А од тоа зависи
и каква жетва ќе имаме. Многу се можностите. И да не губиме време, да почнеме уште сега, уште вечерва, уште утре, да го сееме вистинското семе. И верувајте, нашиот живот ќе биде градина, полна со плодови, кои Бог ни ги дава во животот. Ако не пак, ќе тажиме во пустиня без плод. Избираме плодна градина или безживотна пустина. Се зависи од семето што го сееме. Господ да ни дава мудрост какво семе да сееме. Сега и секогаш. Амин.